Добре дојдовте во Надкаст, јас сум Љупчо Цветановски. Имам чест денеска мој гостин да биде Оливер Шамбевски, поранешен пратеник, амбасадор. Добре дојде. Ти благодарам на поканата, со огромно задоволство сум овде. Исто така. Оливер, да започнеме најпрви со несериозните теми, па ќе одиме кон оние сериозните. Се уште одзвонува онаа изјава на Венко Филипче дека сме биле ѓоамити Иран и Авганистан, не туку Венецуела, значи исти режими биле и тука и во Иран и во Венецуела. Што сакаше да каже авторот? Дали да не бомбардираат како во Иран или да не го киднапираат државниот врв како во Венецуела? Искрено, Љупчо, мене ми е многу жал за состојбата во која што во моментов се наоѓаат социјалдемократскиот сојуз. Нивни избори, секако, тие одбираат начинот, тие одбираат дискурсот кој што ќе го пласираат во јавноста и така натаму. Меѓутоа, не само со оваа изјава на председателот Филипче, туку во серија наназад имаат изјави кои што и пресконференции кои што навистина се далеку од здравиот разум. Се занимаваат со ефемерни теми, пласираат исклучиво лажни вести, прават се караат со други држави, комплетно неисправници. Со новинари, медиуми. Со новинари, медиуми, едноставно се чини дека не знаат каде тираат. Така што и оваа изјава ја ставам во таа категорија. Луѓе, не знаете каде терате. Не знаете што во ваков клучен момент, за среќа не за Македонија, меѓутоа за глобалниот поредок, вие да покажете крајна несериозност, онака епска несериозност која може би во некое друго време би била смешна и занимлива, едноставно немате оправдување за такво нешто во вакво време. Од друга страна гледано, може би толкувањето е дека е премногу им гори под нозете, де чекајќи го годо, него чекајќи го груби би дошла работава. Тука и марихуаната, тука има многу криминали кои што се напластени. Тука е модуларната, тука е онкологија, тука е марихуаната, тука, значи да не зборуваме, двајца лидери се. Реално едниот беше во Дубај, па сега во Кенија се преселил затоа што таму кај ќе се појави човекот нешто се случува, нели? Еве го сега Венко го кажува тоа што го кажува. Дали толку им гори под нозете, имајќи предвид дека во најава се многу работи кои што нема да има одговор. Не ми интересира колку им гори под нозете, како им гори под нозите, што правеле, како правеле, под какви стравови живеат и така натаму. Значи, Социјалдемократскиот сојуз е партија која што е стара, колку што е стара Република Македонија и ги поминала сите харибди и сили заедно со оваа држава. Недозволиво е за една таква сериозна партија да се доведе до ова дередже. Значи, тоа е генералниот проблем. Не само на социјалдемократите. Значи, знаете, јас сум определен по политички, кого симпатизирам, за кого гласам и така натаму, целиот мој живот. Меѓутоа, исто така, сум имал респект кон Социјалдемократскиот сојуз до, да речеме, за целото време додека траела таа битка помеѓу мојата политичка опција и определба и социјалдемократите. Последниве неколку години респектот кон нив се изгуби. Значи, тие стануваат на англиски laughing stock. Значи, нешто за подсмев, нешто за нивна должност е, нивна обврска е, нивно генерацијски долг е да излезат од оваа кал во која што се паднати. А според ова што го гледаме во моментов, не се на добар пат да го направат. Гледано како човек кој што е многу години во политиката, дали всушност овој уплав се должи на еден друг момент, некој друг зема замав, гледајќи дека нив не ги бива, зборувам за знам и левица, двете патеки се тие. Не постои вакуум простор. Да. Во политиката не постои вакуум простор. Тоа само дополнително зголемува нивната одговорност кон ова држава која што заеднички ја имаме градено.
Така, значи, ако тие исчезнат, нивниот простор ќе биде веднаш пополнет. И за тоа имаме милион примери во историјата. Так. Пасок е последната. Меѓутоа, земете овакво еден куп, се сеќавате ли се на британските перики, Викс? Ги нема, така, едноставно исчезнале од овако. Заради тоа што во еден момент од историјата не биле дораснати на улогата која што требале да играат во општеството. Пасок е последниот случај. Има еден мал милион такви примери во историјата. СДСМ е следниот, можеби, не знам. Не сум сигурен колку е добро за Македонија да доживеат судбината на Пасок, но во крајна линија возрастни се сами се одговорни за тоа. Оно што го спомна околу епиката, тука постои една нишка од 91-та па навака, буквално кажано ве гледаат како непријатели. Последните пресконференции, последните неколку месеци се очевиден доказ за тоа како размислува Социјалдемократскиот сојуз, новиот Социјалдемократски сојуз. Го имаше тоа постојано, нели, тој антагонизам, но сега е изразено до бескрај според вокабуларот кој што е достоен за кочијаши и за кооперанти, нели, пред кооперација со ракиичката и, нели, местниот нарезак во бакалска хартија и поволиен со вегета, така доаѓа муабетот, на тоа личи. Но буквално гледано од страна, е како некоја омраза да, нели, излегува на површина. Ама сериозно, Да. дефинитивно е нивни проблем. Да. Она што како тие гледаат кон владата, кон ВМРО-ДПМН, кон секое опозиционо мислење, односно мислење кое што опонира на нивното вакво, значи буквално, ама сериозно е нивни проблем. Поголем проблем за државата е што со таквото спуштање на вокабуларот, со таквиот начин на политичко делување, тие практично ја оставаат владата да биде апсолутно комотна, под број 1 и под број 2 не градат квалитетен наратив во државата кој што ќе води кон подобри решенија за нешто, тие едноставно одбираат наратив на конфликтност, кој што во некој период може да има оправдување, меѓутоа не секогаш и не секаде, под број 1. И под број 2 едноставно гледате дека не се способни да развијат теза. Немаат политичка промисленост, немаат идеја што сакаат да направат. Тоа е проблемот со Социјалдемократскиот сојуз. Кога сте во таква ситуација, најлесно ви е да колнете, пцуете, вреѓате и така натаму и така натаму. Дали е тоа добро за државата? Во моментов мислам дека не е. На крајот на краиштата изборот е нивни и треба да ставиме дека вакуум простор во политиката никогаш не остане. Токму така, коректор на власта не можеш да бидеш со лажни вести, со клевети, со пцовки и навреди. Можеш, ама нема да функционира долго, затоа што овие луѓе сепак ниту се глупави, ниту се без искуство. Значи Македонија веќе полека станува зрела демократија и е зрела демократија која што може да препознае работа. Така, тоа ни го потврди и Страсбур со последното, нели, постмониторингот, укинувањето меѓу другото. Но еве да се вратиме на сериозните теми. Ова што го коментиравме за СДСМ и нивното однесување, како што кажа и ти самиот, се случува во време кога светот врие и гори, а тие се однесуваат како што се однесуваат, нека им служи на чест, нека си продолжат натаму, како што кажуваш и ти, одејќи каде што се оди тоа надолу или подрумот на дното, но еве, Иран, ситуацијата таму, како гледаш на ова што се случува последните неколку дена? Па, сериозен конфликт, еден од најсериозните конфликти, можам да кажам, да не звучи апокалиптично, меѓутоа по Втората светска војна, кој што има потенцијал да предизвика многу посериозни потреси во глобалниот меѓународен поредок, во она што досега го знаевме од формирањето на Обединетите нации па до неодамна, што го знаевме како меѓународно право кое што гарантираше односи меѓу државите, балансираше моќ и така натаму и така натаму. Сега гледаме, особено во последниот случај со Иран, дека тој поредок се изместува. Не е уништен, не е дека не постои, меѓутоа тој поредок сега доживува, да речеме,
ремодулирање. Ќе видиме што ќе излезе, ќе видиме како светот ќе се позиционира, меѓутоа ова е една од точките кои што ќе бидат значајни за тоа како светот пост конфликтот во Иран ќе продолжи да функционира и каков ќе биде распоредот на силите. Околу самиот конфликт, интересно е што во овој конфликт се покажа колку денеска разузнавачките капацитети, особено на Соединетите Американски држави и на Израел, се добри, квалитетни и кредибилни. Значи, тие во првиот ден ги постигна сите нивни цели кои што ги има и кои што сакаат да ги постигнат од разузнавачка гледна точка. Погодија многу војни инфраструктури, особено поврзани со ракетите, нели, го елиминира врховниот лидер на Иран и неколку други клучни фигури и направија, да речеме, онеспособување на капацитетите не целосно, не значено, видовме утре дента, односно нешто истиот ден дека не е целосно, меѓутоа сериозно ја намалија војната моќ на Иран. И тоа се беше со прецизни удари, базирани на добри разузнавачки податоци. Тоа е школски пример за можностите кои што денешниот свет ги нуди во современото војување. Тоа е една работа. Меѓутоа, она што мене искрено ме загрижува, јас не тврдам дека знам или дека толку во детали ја следам оваа ситуација, што се случува во Иран, во односите, во Блискиот Исток и така натаму, тоа е сфера на мој интерес, но не доминантна. Меѓутоа, она што мене ми останува чудно во моментов, е што не гледам јасна визија ниту на Соединетите држави, ниту на Израел, што потоа. Да, Блицкригот помина и Значи, да. Блицкригот помина, еве да речеме и војната ќе заврши, еве сега веќе дефинираат дека целта е промена на режимот, легитимно, на некој начин, во современиот свет, да речеме, пост Венецуела и пост Украина и така натаму, да речеме на некој начин легитимно, бидејќи не се ни обидуваат некако да го оправдаат поинаку. Меѓутоа, не гледаме природен лидер кој што би можел да го наследи. Палави, веројатно, дури и да биде инсталиран, не верувам дека може да постигне толку брзо контрола заради тоа што после 48-50 години Иран мислам дека воопшто не е монархистичка земја или која што копне да се врати монархијата и така натаму. Може би копнеа да се врати демократијата која што имале претходно, меѓутоа тоа не е неопходно дека е поврзана со шахот, со кралското семејство и така натаму. Ми се чини дека немаат одговор, бидејќи нема воопшто вооружување во населението во Иран и така натаму, како мислат да го направат промена на режимот одвнатре, населението, значи имаше една добра анализа дека 10.000 луѓе од гардата се добро вооружени, се способни да контролираат десетина милиони голорак народ кој што нема никакво оружје. Значи, мене ми се чини дека одвнатре на таков начин како што сме виделе со демонстрации и така натаму, видовме пред неколку дена како крваво ги загушија десетина илјади мртви имаше демонстрациите, дека тоа не е опција. Сега гледаме некоја друга опција со вклучување на малцинските групи и така натаму, меѓутоа што тоа ќе значи за Иран, останува да видиме. Она што мене ми е впечаток дека нема
јасна, многу јасна визија што со Иран пост конфликт. Има еден многу интересен аспектот на обичниот иранец, кој што вели угоре високо, удолу длабоко, односно во превод воред сакаат промена на режимот, тоа е јавна тајна, но проблемот е друг. Постои интервенции, кои што ги имавме како пример во Либија, во Афганистан, во Ирак и во други места, Сирија. Таму е хаос. Таму е хаос. Сега, од тоа се плаши обичниот иранец, дека воре добро и да прифатиме да се смени, знаеме што бива после. Меѓутоа, секогаш земете предвид дека Персија, односно Иран, е многу сериозна држава со огромна традиција. Сумеро-вавилонската основа на светската цивилизација. Не е наивна држава. И дека може да ја доживее судбината на Либија или на Сирија и така натаму, не велам дека е неможно, меѓутоа во однос на Персија, во однос на Иран е релативно, ми се чини помалку веројатно. И на крајот на краиштата не подценувајте колкава интелигенција Иран надвор од своите граници има. Значи, илјадници мислители, писатели, доктори, инженери и така натаму, кои што пребегнуваат нели пост револуцијата, нивните семејства се Кристијана Амантур, меѓу другото е Иранка која што е побегната од после револуцијата и така натаму. Значи, сакам да кажам, Иран има инфраструктура и надвор, и внатре, има прилично добро образование и така натаму, кој што мислам дека на некој начин, и се разбира онаа 5000 годишна традиција на држава, кој што мислам дека нема толку лесно, иако повторно не е невозможно. Да. Меѓутоа нема толку лесно да ја доживее судбината на Сирија или на Либија или на некои од другите земји кои што ги гледав. Како ја гледаш реакцијата на остатокот од светот? Според многумина очекувана, според други, реакцијата на Русија оценуваат како блага, јас на тебе војводо, ти мене Сердаре, јас тебе Иран, ти мене Украина, така изгледа. Кина молчи, Конфуција секогаш е оној кој што нели тоа е, и не ни очекувавме нешто поинаку од нив, освен промисленост, но остатокот од светот најголеми забелешки повторно има кој друг ако не Европската Унија. Она тројка се појави, остатокот од ЕУ искрено како рогови во вреќа со некои изјави кои што не држат вода, ни риба, ни девојка, многу јас можам дипломатски. Да кажам дека многу ми се допадна, во целост, во 100% ја поддржувам, позицијата на нашата влада, изјавата на министерот за надворешни работи, на премиерот, контактите веднаш кои што ги направија со нивните хомолози во земјите кои што беа таргетирани во одмазничките напади на Иран, како Катар, Емиратите и така натаму, да не ги набројуваме сите. И тоа ми се чини дека е принципиелна, добра, издржана позиција и во целост, буквално во целост ја поддржува. Во однос, за жал, на Русија, нивната реакција на нив ова, можам да кажам дека им одговара најмногу на тамошно руинирање на поредокот кој што го гарантираше каков таков, да речеме, предвидлив развој на меѓународните односи. Заради тоа се тие благи и така натаму, иако да не заборавиме дека тие многу често купуваа ирански дронови во нивните воени напори во Украина и така натаму. Меѓутоа, нели, во меѓународната политика не постојат пријателства, постојат само интереси. И ова е еден од доказите. Европската Унија се обидува да биде принципиелна по ова прашање. Беше исклучено очигледно целосно во планирањето и во реализирањето на мисијата, на нападот врз Иран. И сега малце делуваат како
Иран мислам дека исто така прави грешка што ги нападна, што се обидува и НАТО да го вклучи, бидејќи досега беше нападот врз Кипар, британската база. Помеѓу Америка и Израел од една страна и овакво, а сега можеби НАТО нема да има избор освен и веќе нели одбрамбено, не офанзивно, меѓутоа одбрамбено се активира. Членот 5. Одбрамбено во смисла нели по насочија опрема, луѓе и така натаму во базите, но не делуваат офанзивно во моментот. Не знаеме како ќе се развие натаму, затоа што Иран очигледно се уште има можности да нанесе штети, сериозни штети на околните земји и еве велат најголемиот дострел на иранските ракети се околу 2000 метри, километри. Километри. И тоа практично го прави Иран дека многу лесно може да погоди територија на НАТО. На НАТО, дали е тоа Турција или во крајна линија, мислам 2000 километри, простете ми ако грешам, од 2000 километри ви е некаде од Иран, некаде до Германија без многу. Виена беше последната проценка на израелските служби кои што секогаш погодува, Германија, Австрија, Не криваме паника, значи има толку добар одбрамбен систем за пресретнување, што една или две ракети апсолутно. Така и предолга е патеката. Чудна е траекторијата и така натаму, кои што можат лесно да бидат пресретнати. И втора работа исто така многу битна, Иран никогаш нема тестирано таква, не знаеме. Теоретски тие имаат ракета со 2000 километри дострел. Дали навистина го имаат? И дали навистина може да го постигне тоа, не знам. Меѓутоа, Иран има сериозни капацитети, се уште, да направи штета во, да речеме, територијата на НАТО, која што НАТО би го приморала да интервенира. Меѓутоа, мислам дека сепак до такво нешто нема да дојде, заради тоа што па резултат на ова, нели рековме ако за внатрешната состојба што ќе се случува постконфликтно во Иран во моментов никој не може со сигурност да каже, мислам дека со огромна доза на сигурност можеме да кажеме дека Иран барем во овој момент и во догледно време нема да биде сериозна закана надвор од неговите граници за, да речеме, Израел, за НАТО и така натаму. Може да направи удар, саботажа и така натаму, меѓутоа не е сериозна закана, како што, например, можеше да биде ако го разбиеше нуклеарното оружје и така натаму. Како гледаш на оние толкувања на светски аналитичари дека всушност во целата приказка таргетот е Кина, односно енергенсите. Првин беше Венецуела, која што најголемиот дел од својата нафта ја пласираше во Кина. Зборуваме за Иран, кој што исто така најголемиот дел од својата нафта ја пласира во Кина. Всушност дека Америка се бори со својот најголем противник. Тоа не е Русија, тоа е Кина. Како гледаш на тој момент дека ова всушност е подкусурување со Кина и секнење на нивните извори на енергија? Апсолутно, резултатот, исходот може да се сведе и на тоа, или да биде додадена вредност под наводници на овие операции кои што ги вршат Соединетите држави, во случај и Израел. И меѓутоа, не заборавајте, два тесници се најбитни за светската трговија, од кои што едниот сега е затворен, од Муцкиот, кој што го контролира реално Иран, и тајванскиот теснец. Значи, има уште неколку битни точки, се разбира, меѓутоа овие се најневралгични, со најголема фрикција и така натаму. Едниот е затворен и директно афектира Кина, бидејќи 80% од нафтата која што поминува низ овој теснец, оди во Азија, генерално Кина, мислам, Кина посебно, меѓутоа во цела Азија, и околу 20% од тоа оди низ Европа и Јужна Америка, други држави и така натаму. Така што сериозно, меѓутоа не е директна заканата. Од друга страна, знаете што ова може да повлече поскапување на многу скапување на храната во крајна линија, и тоа не само домино ефектот,
туку заради ѓубривата кои што се прават од преработки на нафта, газ, нафтени деривати и така натаму, вештачките ѓубрива, потоа имате препарати разни за заштита на растенија и така натаму, кои што можат само од оваа причина да ја зголемат сериозна цената на храната. Да не зборуваме за директниот импакт врз транспортот, врз сообраќајот генерално и така натаму. Така што можеби директно да афектира Кина, меѓутоа може да има сериозна последица врз целиот свет. И веројатно ќе има последица врз целиот свет. Можеби најголема врз Кина, меѓутоа тоа допрва треба да се види. Украина во меѓувреме како да исчезна од светскиот радар, сите се насочени кон Иран, никој не ја ни спомнува веќе Украина. Како гледаш на овој момент каде што исто така беа во тек преговори, па нешто како се раздвижуваше, па ќе постигнеа мир не до јануари, па февруари, еве го март. Како гледаш на таа ситуација? Украина е во многу незавидна ситуација и мислам дека мирот е мора да биде тој мир праведен и да не направи голема штета на Украина, затоа што во спротивно ќе биде само замрзнат конфликт кој што секогаш ќе може да се одмрзне, така да речем. Се надевам дека тамо, иако исчезна во моментов од фокусот, меѓутоа не е решено, така што тамо фокусот може многу брзо повторно да биде врзнев. Да не испадне Иран како што испадна и Венецуела, Оливер. Таму имаше она што се случи, буквално киднапирањето на Мадуро, 40-50 војници, полицајци загина, тоа е во американски затвор, но таму не е ништо решено. Имаат сега председателка која што во ред и моди по Соработува, но не целосно, од време на време, знаеш, отворија и случај против него случај, ако реши дека самата таа ќе решава за се да ја потегнат за тоа, но не изгледа ситуацијата дека е целосно решена таму од аспект на очекувањата дека нели целосно ќе се смени. Не се смени. Па добро, веројатно и не може преку ноќ, меѓутоа факт е и се покажа дека Венецуела генерално сака да излезе од луѓето од Венецуела, сакаше да излезе од таа спирала на осиромашување и така натаму, нели почна еднашка добро и наеднаш веќе се буре безно на таа нафта. Во однос на осиромашувањето, да луѓето им беше преку глава. Очигледно и на режимот му бил преку глава, и Соединените Американски држави веднаш успеа тамо да најдат колаборационисти кои што ќе и помогнат и на Венецуела и реално ќе придвижат таа земја онаму каде што реално нејзините граѓани сакаат да бидат. Со Иран е малце поинаку. Нема такви колаборационисти. Таму не сум убеден дека вакво нешто во моментов има или барем дека е очигледно. Дури ете и тие неколку луѓе што кај аналитичарите се спомнуваат дека можат да бидат реално замена за ајатолахот и за, да речеме, некое идно преструктурирање на таа држава во некоја друга форма на власт. Двајцата се, од тројца се погинаа во нападиве, така што навистина многу чудно изгледа ситуацијата. Дали можеби, имајќи предвид дека зборуваме за една таква култура, стара култура со традиција и се, всушност со овој блицкриг напад, воопшто нападот како изненадување, ја зголемија можеби кохезијата на иранското општество? Мислам дека не. Значи, може би е зголемија кохезијата во рамките на владеачката структура, да речеме, гардата и така натаму. Меѓутоа, не заборавајте на сцените кога милиони луѓе протестираа. Еве и сега, кога и покрај се излегуваат и те се лажни снимки и така натаму, кога се радува на нападите, на загинувањето на ајатолахот и така натаму.
Мислам дека во однос на населението не, меѓутоа кај тоа население во моментов барем не можете да видите јасен лидер кој што може да ја придвижи и да дојде до промена на режимот од внатре. Бидејќи од надвор не знам како тоа во оваа држава би функционирало. Сепак мартено зачетокот на годината, првото 3 месечие го тераме. Што очекуваш од тоа 2026 и дефинитивно според утрото, ако се познава денот, во наводници или не ќе биде интересна година, но што очекуваш во 2026? Па очекувам дека ќе биде турбулентна година која што ќе води кон редефинирање на меѓународните односи, центрите на моќ, алијансите и така натаму и така натаму. Меѓутоа, сериозно не очекувам во однос на Македонија дека ние би се изместиле од она што ни е стратешко пределба, од она што ни е желба на државата, на општеството, да припаѓаме и каде да припаѓаме и така натаму. Мислам дека за нас би била оваа интересна година. Мора да ги искористиме сите можности кои што ќе ни бидат на располагање. За сега, ова што го гледам, владата многу добро го прави тоа. Останува да следиме до крај, со тоа што повторно, значи, редефинирањето на меѓународниот правен поредок мора да ги земе предвид загриженостите на помалите држави и така натаму, кои што не секогаш имаат поинаков штит од меѓународното право во заштита на сопствените интереси. И сега повторно не сме наивни, се разбира, во текот на историјата моќните држави го прават тоа што можат, а малите тоа што мораат. Меѓутоа, барем имаше некоја гаранција дека имаш како во крајна линија да си ги долгорочно барем да си ги заштити своите интереси и позиции. Тоа не смее да исчезне од меѓународното право. Дали после многу години пауза, конечно, еве за крај го фативме тој воз во меѓународната и дипломатија? Да, и реално ми се допаѓа како Македонија принципиелно се позиционира во меѓународните односи, штитејќи ги своите интереси, пред се штитејќи ги своите интереси. Ти благодарам што беше мој гост. Ти благодарам тебе, задоволство ми беше. Ми беше чест. Благодарам и вам што бевте со нас, да сте ни живи и здрави и секако чувајте се многу.